Светлюшися Тебе, Господи, Троичество и явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя си. Помина речиси 10 дена откако го направив документарниот запис за селото Бешиште на сам ден на православниот христијански празник Божик, поточно речено Коледе, оба 2026 Господово лето, кога начално се договоривме со бешиштанецот Горан Еленин, а по препорака на Дамче Лимбески, кој, иако неколку децении живее во Соединетите Американски држави, во градот Нью Џерси, кој никогаш не ја заборавил родната грудка, родното село Бешиште, воедно и Република Македонија, и членовите на манастирскиот црковен одбор од селото Бешиште, заедно со мештаните од ова село, да направам документарен запис и за богојавление меѓу народот попознат како Водици, оба 2026 Господово лето во селото Бешиште. Речено сторено што се вели. На пат за Бешиште тргнав ден пред богојавление, рано, можно рано, пред да зазори, што се вели, за да стасам навреме, воедно да бидам гостин на самиот водопост, а Бога ми и на машките и женските водици, овој пат со мојот стар пријател, со олдтаймерот, со мојот Камаз, кој ми е верен сопатник во изминативе децении и по речиси неполни 2 часа лагана вожња, како што умеат да кажат србите, во раните пладневни сати, пристигнав во селото Бешиште, каде што во Бешишкото средсело ме пречека Горан Еленин и членовите на манастирскиот црковен одбор од ова село, заедно со мештаните од ова село, кои привршуваа со празничните овогодишни водичарски подготовки, чија многовековна традиција продолжува и денес, заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во селото Бешиште по нова истражувачка, географско-антрополошка и историографска мисија, а воедно и во Мариовскава регија. Почитувани мои, моите домајчини не замолија најсетне ние ним да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за пред строгото посно и за самото водичарско празнување, како на сета православна христијанска екумена, така и за македонската православна христијанска екумена во изминативе векови, а потоа тие да не ги пренесат многуте приказни за пред строго постното и за водичарското празнување во селото Бешиште во изминативе децении, чија традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Јавај се, Христе Боже, и ми просвещај, слава Тебе. Во Јорданија книшајушися Тебе, Господи, Троичество и явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именуја, и духови Негово любиње, известно ваше слове се утврждени. Почитувани мои, утринските сончеви зраци милувајќи го планинскиот горостав Спантеле, кој високо се избиваше кон небесните синила, пред се Мариовското село Бешиште и соборниот храм, чие име го носи на светата великомаченичка Света Петка Римјанка
ја навестуваа празничната атмосфера на православната христијанска екумена, посветена на пред строгото постното и водичарското празнување. Фала, не. Ајде, ја ќе земам. Зеви. Слика ево ќе го носиме. Да. Да виде и светот да види и се да види, и умрените да видат ако треба. Да види светот како мештаните од селото Бешишта се домајчини, вредни домајчини. Така е. Оти ние се што име душа да дадаме, што нема. Така е. Едно рече, дојде денот да се радува и село Бешиште, рече. Така е. Една земја, ајде. Ако сакаш дека излезат, Почитувани мои, како по стар адет и обичај, уште петли непропејани во мугрите на сам ден на Господовото богојавление, кое се паѓа на 19 јануари секое Господово лето и ова 2026 Господово лето, црковниот Питроп Трајко Еленин и ова утро пред да ја чукне камбаната, најсетне ја отвори црквата, ги запали кандилата на Мајката Божја, Господ Исус Христос и на Свети Јован Претеча, а најсетне си запали неколку свејчи за здравје, како за себе, така и за неговото семејство, потоа ја чукна камбаната, обзнанувајќи го празнувањето на православната екумена, посветена на Господовото богојавление, воедно и утринската златоустова богојавленска литургија, со која ќе чиноначалствува парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво во многовековниот Бешишки соборен храм, чие име го носи на светата великомаченичка Света Петка Римјанка. Почитувани мои, набрзо, како од сите бешишки, селски патчиња и сокачиња, така ширум Мариово, врвулица народ се зареди во правец на селото Бешиште, во правец на многовековниот соборен храм, Света Великомаченичка, Света Петка Римјанка. Jednoga sina imenjuja i dugovi njego ljubije, izvestlo vaše slove se utvrđenije. Javljaj se Kriste Bože i mi prosveštej, slava Tebi. Како во минатото, така и денешка, по стариот адет и обичај, овогодишните водичарски домајчини, заедно со неколкумината млади момчиња, кои ова Господово 26-то лето ќе се обидат еден од нив во своите раце да го има богојавленскиот крст. Најсетни тие, така народски да се изразам, влегоа во храмот, држејќи секој свејча во рака, полукружно наредени еден до друг пред иконостасот, а потоа и соборскиот народ, исто така според стариот адет и обичај, мажите десно од престолната икона на Исус Христос, а жените лево од престолната икона на Мајката Божја. Почитувани мои, пред да го погледнете видеозаписот од утринската божествена златоустова водичарска литургија, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво, заедно со овогодишните неколкумина млади момчиња, кои ова Господово 26-то лето ќе се обидат еден од нив во своите раце да го има богојавленскиот крст, воедно парохискиот свештеник да ги благослови со аманетот оставен од старите бешиштани во цело село да прошетаат, да го обзнанат Господовото богојавление. Предлагам
да ги надополните вашите сознанија за самото водичарско кумство во чест на Свети Јован Претеча, надополнете со историографските сознанија на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ, историчар и етнолог, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, професорот Драгослав Миновски, копајќи низ архивите ширум македонскиве и балканскиве простори во изминативе децении во продолжение на оваа репортажа. Традицијата е збир на материјални, технички и духовни знаења и достигнувања, на вредности и модели на однесување. Традицијата е првенствено устно, а потоа и писмено пренесување на знаења, вештини, манири и обичаи во рамките на една култура. Таа е повеќе слоен поим, па ја вклучува устната традиција како таква, но и сите обичаи, обреди, конвенции, верувања, научени знаења, уметности и занаети, ритуали, морални правила. Традицијата на еден народ е многу важна, бидејќи го одржува континуитетот и етничките особености на тој народ. Народните обичаи се создавале за задоволување на различни човечки потреби, а како што се развивале и менувале одредени потреби, се менувале и обичаите. Денес има се поголема тенденција за обновување на обичаите и нивно прилагодување на помодерен начин на живење. Постојат ритуали кои вклучуваат славење на одредени денови во годината. Кога станува збор за ритуалите, религијата игра многу голема улога, која вклучува облици на однесување за време на прославата на важни светци и пророци. Традицијата има улога да ги зачува обичаите, навиките, обредите, како и да ги пренесува, но денес се работи на систематско собирање и архивирање, филмско, новинарско, музичко и слично, за да не се изгаснат елементите на традицијата кај народите. Голема улога во зачувувањето на традицијата има јазикот што го зборува одредена нација. Без јазикот, како средство за комуникација, било вербално или невербално, не е можно да се зачува традицијата или да се доближи до другите народи. Традицијата на нацијата е извор на целото богатство. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува, негува и афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува, да се негува, да се афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Македонија има непроценливо културно-историско наследство. Македонија е земја во која минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе ги разубавила и ги опременила. Во Македонија, старата и богата македонска традиција на најубав можен начин се измешала со напредокот и со современиот живот, па така сплотени заедно представуваат една успешна целина која во себе ги содржи сите елементи на една култура која се темели на своите вековни обичаи. Македонците се топли, дружелюбиви и едноставни луѓе, со големо срце, луѓе кои ги има низ цела Македонија и кои се душата на овој прекрасен дел од земјата. Верските празници го обединуваат народот,
го поттикнуваат да ги продолжи вековните традиции и обичаи, кои ги негувале и чувале нивните предци и ги создавале црковното македонско градителство и уметничкото и културното богатство. Значајно е тоа што божествените литургии ги посетуваат и многу млади луѓе, кои правилно ја толкуваат и ја применуваат православната христијанска вера, а некои од нив учествуваат во процесијата, во црковното хорско пеење, во зависност од афинитетот, учествуваат во одржувањето на сакралните објекти, како помош и придонес на сопствената вера. Во врска со празнувањето на црковните празници, се вели дека со празникот треба да се живее, истиот треба да се доживее, да се празнува за да бидат душите полни со радост. Радоста во Господ и радоста од Господ не може ништо да ги намали или замени. На празникот празнува секоја македонска православна душа. Празнуваат и иселените македонци, кои постојано доаѓаат во посета на своите таткови и родни огништа. Да останеме во родните места, со нас да останат и верата, и црквата, и народот, и македонската држава. Почитувани мои, пред да го погледнете видеозаписот од утринската божествена Златоустова водичарска литургија, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво, заедно со овогодишните неколкумина млади момчиња, кои ова господово 26-то лето ќе се обидат еден од нив во своите раце да го има богојавленскиот крст, воедно парохискиот свештеник да ги благослови со аманетот оставен од старите бешиштани, во цело село да прошетаат, да го обзнанат господовото богојавление. Предлагам да ги надополните вашите сознанија за самото водичарско празнување во селото Бешиште низ вековите, поточно речено за стариот водичарски адет и обичај овде во ова село, од првиот меѓу еднаквите членови не само на црковно-манастирскиот одбор, туку и првиот меѓу еднаквите, така народски да се израза, членови во водичарскиот организационен одбор Николче Лашковски. Предлагам да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Откако ќе заврши светата литургија, со која ќе чиноначалствува парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво, сите присутни што ги земаат иконите, како оди обредот. Има ли некој обред тука да личува самиот храм? Па вака, има. Се врши, како што рековме, светата поворка, традиционално добро позната за ова село. Таа се одржува долги години наназад, да речеме од како е почнато да се слави, да се чека водици во ова село, во ова црква. Се изнесуваат надвор светците, иконите, како што рековме. И се носат на манастирчето. Меѓутоа, останите во текот на вчерашниот ден нешто ми рекла дека сите оние луѓе кои ќе земат, кои што се дел од поборката, и ќе ги земат иконите, се влегували во олтарот? Точно така, се влегува во олтарот, но како што знаеме, во олтарот е дозволено само за мажи. Се влегува во олтарот, се поминува позади тронот, се излегува тука и се редиме полека надвор и тргнуваме. Према манастирчето пречиста, се врти таму 3 круга околу него, се пеи песна, ќе ја видиме и покасно. Пред да се отиде до манастирчето, излегува ли домаќините? Да. Кој како може, како е присутен тука, се излегува надвор, секој си вади масиче, топла ракија, ладна ракија, некој мезе, кој што има шо дол Господ што викаат. За благослов. Така, да. И После тоа се оди?
До манастирчето Пречиста. на манастирчето. Пречиста. И како е аутото таму? Се пее таму попот исто кратко и се врти околу него 3 круга и се спуштаме надолу. Се спуштаме надолу под училиштето. Се спуштаме исто надолу на кладенчето, така се го викаме ние. Викано место платниче, така се Да, чешмичето, така се кладенчето. И тука исто кратко се пее, си пее попот. Проложуваме нагоре према чешмата Горнот, за нас е позната тука. И таму се спушта Светиот крст во осветените води. сега, од кога ќе се осветат водите, од кога ќе се пати крстот? Како на поворката, каде се движи? Поворката тогаш се упатува назад кон црквата. Исто по патот се пее песната. Во Јордани? Да. Се стигнува тука во црквата, па се врти 3 круга околу црквата И се враќа. и пополека на третиот круг се влегува внатре, се враќаат иконите кој од кај си што е зел назад, секој на свое место. Од кога ќе се вратат иконите во храмот? После тоа, има ли некој да учува, така да речеме, едно наздравување, да се рече? Да. Верниците и мештаните, дека Бог се јави, вистина се јави? Така, има. Има, традиционално, да речем, секоја година редовно, бараме крвче во малецко лепче. Бараме крвче и на кој ќе му се падне в година кум или домајчин. Да. И од тука кумот заадец се слегува на кладенчето и да се замија малце за заадец со водата. Сега, она момче, кој што е според Господово провидение, ќе го пати крстот. Се одели да му се честита. И како што гледаме... Така, да. Така, да. Тоа се прави на лице место таму, откако че го фати крстот, застанува таму настрана си и се дарува кој колку може по некоја пара. Се дарува на лице место, се честита. Иначе, момчето што ќе го фати крстот нема никаква обврска. Само ќе го прати среќа цела година, ете така века. Дека за многу години. За многу години на помош да е, Бог се јави, на вистина се јави. Почитувани мои, овој така да речем аудиовизуелен документарен запис посветен на самите водици не би бил комплетен ако не ви пренесам поголем дел од утринската богојавленска златоустова литургија со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Пилепското црковно наместништво заедно со неколкумината млади момчиња кои ова господово 26-то лето ќе се обидат еден од нив во своите раце да го има богојавленскиот крст, која оваа година после завршувањето на утринската богослужена богојавленска литургија парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво ќе ги освети водите во горното извориште на Бешишката река, а воедно да ги благослови со аманетот оставен од старите мештани од ова село да прошетаат во цело село да го обзнанат Господовото богојавление, која се одржа во многовековниот соборен храм заедно со собарскиот народ, Света Петка Римјанка во продолжение на оваа репортажа. Во Јордане крштајушто ся Тебе, Господи, троическове јависја поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбljena го Тја Сина именуја. И дух во видје голубине, извествуваше словесе утврждение,
Явлејся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Во Јордање крштајушто Тебе, Господи, Троическо явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине, извествуваше словесе утврждение. Явлејся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Во Јордање крштајушто Тебе, Господи, Троическо явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине, извествуваше словесе утврждение. Явлејся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Боже, по Твоята голема милост Ти се молиме, чуни и помилуј. Уште се молиме за благовениот Христојеви православен народ, за неговиот живот, ми здравје, спасение, Господ нашиот Бог, да му помага во се и да покрепи нозете негови, секаков непријател и противник. Уште се молиме за високопреосвещениот митрополит наш Петар и соседово Христа, братство наше. Уште се молиме за блажените создатели и ктитори на овој свет храм. Уште се молиме за мило живот, мир, здравје, спасение на рабите Божи. Господи, помилуј. Господи, помилуј. Господи, помилуј. Уште се молиме за сите христијаните, Господ Бог неселен, да им даде живот, мир, здравје, спасение, зашто си милостив човек и без Бог и тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Во Јордање крштајушто Тебе, Господи, Троическо явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине, извествуваше словесе утврждение. Явлејся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Во Јордање крштајушто Тебе, Господи, Троическо явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине, извествуваше словесе утврждение. Явлејся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Господу помолим сија. Господи, Господи Исусе помилуј. Христе Боже, нас благословиле, чени су вино Духом Твоим сјатим сегда и присно и во веки веков. Амин. Уште Ти го принесуваме. Овој дар во пренебесниот твржителник, во слава и чест на светото Богојавление во името на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. Христос помоги нас. Еј, благодариш. Христос помоги нас. Христос помоги нас. Христос помоги нас. Господи Исусе Христе Боже наш, Ти го принесуваме овој дар во пренебесниот твржетвеник, во слава и чест на Христовото Богојавление во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. Свјати мученици, иже добре страдачество ваше и венчавше ся, молите ся ко Господу,
помиловати сја душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, и же проповед Троица единосушная, Исаия ликуй дjeва и вjevочевje, i istina Emanuila, Boga žij čelovjeka, Vostok imja jemu, Jego že veličaju šte djevu, ublažajem. Hristos molim nas. Hristos molim nas. Hristos molim nas. Помилуй не Боже, по Твоята голема милост Ти се молиме, чуй ни помилуй, ще се молиме за мило живот, мир, здраве, спасение на рабите Божи мига. Господи, помилуй. Мара, Стефан, Никола, Марија. Зашто си милостив човек е без Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и секогаш и во веки веков. Премудрост, Христос, истинскиот Бог наш, кој заради нас, слугите, заради нашето спасение, слезе во реката Јордан и се крсти од Светиот Јован Крстител по молитвите на Света Пречиста, преблагословена Мајка Богородица, по молитвите на сите свети, да не помилува и да не спаси, како добар и човека и веци много милости Бог. Амин. Молитвами сијати Отец наши Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. На помош и за многу години Бог се јави. Вистина се јави. Вистина се јави. Вистина се јави. Проектите може да ги оставите надвор да догодат сега. У Јордание гришајуши ся Тебе, Господи, Троическо и јави ся поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именju. Интересно е да се напомене дека празникот Богојавление или Водици се слави во групи помали или поголеми, кои што се викаат компанија, кумства или братства. Тие компании се формираат по мала или по фамилии. Сите членови на кумството се сметаат за меѓусебни роднини и се повикуваат со побратиме или светионе. Според давнешните свајчења, а тоа го прифатила и црквата, кумството е сродство, а тоа значи дека она што важи за крвните роднини, важи и за кумовите, односно важи законот за екзогамијата. Значи, со тоа што Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос, тоа значи дека тој го има кумството. Секоја компанија си има свој кум, кој што се вика Свети Јован. И кај него стои крстот една година од Водици до Водици и нему му припаѓа кумството. Предавањето или прво предавањето на кумството се врши по востановен, строго востановен ред, најчесто по старост. Меѓутоа, во записите на Кузман Шапкарев може да се срете дека во Охридскиот регион кумството и крстот со тоа се откупувале со наддавање. Да споменам и тоа дека 18 јануари, денот пред Богојавление Водици, се вика водокрштение или водокрст или водопост. Водокрст доаѓа од тоа што водата се крштева, се осветува, а водопост бидејќи станува збор за строг пост. Дента на денешниот ден на Богојавление Водици, кога ќе чупне кампаната во црквата, сите кумови одат во црквата со котле со вода. Во секој од тие котлиња е ставен крстот од кумството. Откако попот ќе ги провери крстовите, дали се добро врзани со босилекот, затоа што треба да има толку гранчиња, колку што има кујчи во кумството, ги опејува сите котлиња и крстови заедно и ја осветува водата. Со таа осветена вода, потоа луѓето ги прскаат кујчите, просториите, шталите и сите оние места од каде што сметаат дека треба да се избркаат лошотиите. Празникот Богојавление или Водици, според христијанските преданија, е денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан и се прославува на 19 јануари. Со ова накрштевањето му се дава значење како на една од повеќето свети тајни во христијанството.
Со крштевањето практично е духовно раѓање на човекот и се смета дека со крштевањето тој почнува да живее во својата вера. Кунот се смета за духовен родител на крстениот и за негов најблизок роднина. Со празникот Богојавление или водици завршуваат така наречените 12 некрстени денови. Меѓутоа завршува и циклусот на збиднување и настани и прослави во врска со одбележувањето на православните христијански празници Бадник, Божик и Василица. Значи, Богојавление или водици празникот се однесува на денот кога е крстен Исус Христос од Свети Јован Крстител или Свети Јован Претеча. Претеча се вика затоа што тој учел пред и постоел пред Исус Христос и затоа се смета за негов претходник. Богојавление или водици е празник на предхристијанскиот Бог, Дај Бог давател, кој што им ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале за помош кога ќе се отворело небото. Имено, според преданијата, спроти празникот ноќта, длабоко во ноќта, значи во глувот доба, кога ќе се отворело небото, сите оние што овој миг ќе го дочекале будни, значи на сите ним Бог им ги исполнувал нивните барања и нивните желби. Богојавление или водици се прославува 2 дена, на 19 и 20 јануари. На 19 јануари се вика во Јордан или Машки водици, а додека на 20 јануари е собир на Свети Јован Крстител или женски водици. Денес, на овој светол ден, во Македонија во сите поголеми води, реки, езера, базенти, свештениците го фрлаат ритуалниот крст и по него скокаат верниците за да го фатат и обично се пуштаат да скока непарен број на скокачи, да речам така, и се смета дека на овој ден сите води се крстени и оној што ќе го фати крстот ќе биде среќен во наредната година. Trojičesko i javisia poklonenie, roditele Boga, свидетелство ваше тебе. Почитувани мои, овој така да речам аудио-визуелен документарен запис, посветен на самите водици, не би бил комплетен ако не би пренесам поголем дел од стариот адет од богојавленската литија, иако денеска малку видео изменета, која литија во минатото започнувала од Бешишкиот многовековен храм Света Петка Римјанка, врвејќи ни целиот атар на селото Бешиште, предводена од парохискиот свештеник заедно со соборскиот народ во продолжение на оваа репортажа. Trojičesko i javisia poklonenie, roditele Boga, свидетелство ваше тебе, возлюбljenoga tja sina imenjuja, i duhovi njegov ljubije, izvedstvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se Kriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Vo Jordanije gnišaju. Českoja misija poklonenije, roditele Boga, свидетелство ваше тебе, Boga Simonine. Pomogni Bože, pogledaj me, da mi se rodi lepi vino.
Ајде. Да, има време. Што работа? Хајде, полек. Домаќине, Повели. нас топли, знаеш, водици. Абе, немаме време сад. Многу брзо навалите вие. Вие домаќини. Ајде, и така ќе поминиме. Ај, море, па благо, па соленко, ваму, таму, ајде, што даде Господ. Сега ние ќе се поминеме на делот. Ајде, едно ќе го изтераме. За многу години, Господ здравие. За многу години. За многу години, Господ здравие. Турај. Раки има сите, турај, кај секаде. Ајде таја, ајде. Напол за години. За многу години напол. Ајде, Господ здравие. Ајде, кај сите и кај нас. Диче. Кај Никола. Ја да биди тоа. Ајде, како е? Оди со здравие. Ајде, напомош дека не Напомош за многу години, Господ здравие. до година па вака. Уште 100 години вака, после ќе ви се Trojičesko i Amisja pokolenie, roditele Boga svijetelstvo vaše tebe, возлюбljenoga tja sina imenjuja, i duhovi njegovine, izmestvo vaše slove se utvrđenije. Jadaj se, Kriste Bože, i mi prosvešej slavi me, Boga si moli me, pomoži mi Bože, pogledaj me. Posporo. Te čeka. Posporo te čeka. Te čeka. Така, те чека. Кажете му да Николче полека да чека. А попа нема време, те чека. Не, боре, ајде, не е моја, меѓутоа. Не, има. Напред, ама овој нема време. Слава Тебе. Святя Тебе, Господи, Троическoj. Znaju što ja Tebe, Gospodi, ja pokolenije, roditele Boglasine. Čekaj. I dok vidje golubine, izmestvo vaše slove se otvrđenije. Hvalimo Boga si molime, ožini Bože, pogledaj me. Dani se rodi, Oče, ne mi zameri. Odetno glaše kulno vino, odetno glaše vedla vino. Почитувани мои, како составен дел на овој документарен аудиовизуелен запис посветен на самите водици, предлагам да го погледнете поголемиот дел од самиот чин на водокрштението, кое се изврши во водите во горното извориште на Бешишка река, ова господово 26-то лето, така народски да се изразам, според господовото провидение запливаа неколкумина млади момчиња, иако само еден од нив го имаше во своите раце Богојавленскиот крст, а парофискиот свештеник сите ги благослови, напоменувајќи им за аманетот оставен од старите бешештани да го обзнанат господовото богојавление и сето село во продолжение на оваа репортажа.
Ајде, ако не драш, ајде. Измијај се, измијај се. Измијај се, да, измијај се. Ако да, поголи ме тој. Вчера Филипи ја облечем ме сакаш. Чекам се на. Оди деда се. Како ти ме то? Ти, ето шарени. Оди ке сега ние септе година. Храбро година. U Jordanije gnišajuši sja tebe, Gospodi, trojičesko i javisja poklonenije. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše tebe, возлюбljenoga tja sina imenju. Само деца да изсликат. Како се викаш? Алексей. А како се презиваш? Како се вика тато? Игор. Мама? Наташа. Колку години имаш? Нека е 7 години. Твоето име? Денис. Презиме? Цветковски. Од овде си, од Бешишта по дедо ти? Да. Како се вика дедо ти? Стојко. Баба ти? Неда. Мама како се вика? Лилија. Тато? Живко. Ти си ова година... Крсто. Ти ова година очи го пати крстот. Нека те прати среќа цела година. Ти дедо како се викаш? Илин. А како се презиваш? Иванос. Како се вика дедо? Мицко. Баба? Мама. Мама? Мама Наташа. А тато? Дани. Да ми расите многу години. Ајде. Gnišajuši sja tebe, Gospodi, trojičesko i javisja poklonenije. Roditele Boga, svinjetelstvo vaše tebe, возлюбljenoga tja sina imenjuja. I duhovi njegovije, izveslo vaše slove se utvrđenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mir prosveštej, slava Tebi. U Jordanije gnišajuši sja tebe, Gospodi, trojičesko i javisja poklonenije. Roditele Boga, ja sam ja. Neka se Година, така здраве Господа дава. До година побројни. Горе ми до година да се гледа вака и повесели и здрави живи. Чувате Господ, чувате. Ајде. Не, кој ти дала комшина таму пиде, а? Нето јас пијани такова. Ох, мајко мила. Полна ми е душа што е денес дека продукцијата Маријов филм се наоѓа во Бешиште на денешниот еден од најголемите христијански православни празници, тоа е Богојавление. Ете овде имаме една наша гостинка од пријателската земја Уганда. Вашето име презиме? Јоан Адол. Што е тоа? Кои импресии денеска ги видовте овде во ова село? Беше ми сина Ландиславич. It is amazing, it is very beautiful actually. Прекрасно и многу убаво. Ова сега, да ве прашам, колку време живеете во Република Македонија?
How many years you live in Macedonia? 1 year and 5 months. 1 година и 6 месеци. Кога ќе отидете во Уганда, што ќе пренесете на вашите роднини, на вашите пријатели, другари? What you will say about Macedonia to your friends, to your relatives? It's amazing. It's beautiful. People are lovely. It's a beautiful country. Убава земја, луѓето се многу пријателски расположени, прекрасно во секој случај. Која држава е побава, Уганда или Македонија? Which country is more beautiful, Uganda or Macedonia? Both. Двете. Така е. Вашето име презиме? Жарко Кореновски. Родом? По потекло? Пилепченец? Потекло од Бешиште. Од Бешиште? Моја фамилија Коренови. Сега ова да ве прашам. Рековте дека сте од Бешиште, од фамилијата Коренови. Твојот дедо по татко ти како се викаше? Трајко. А твојата баба по татко ти? Јованка. Твојот дедо по мајка ти? Крст. Твојата баба по мајка ти? Николина. Та од кај беше? Николина и Крсте се од Прилеп. Така? А потекло по мајка од Целце, селчани се моите. Од Крушевско селце? Не. Прилепско? Прилепско селце. Така. Татко ти, неговото име? Стојан. Мајка ти? Захарија. Та од каде е? Захарија од Прилеп. Од Прилеп. Ова речи го, ајде една порака до сите наши македонци. Ајде една порака и на нашите македонци ширум светот, ама и до уганскиот народ ширум светот. Јасно, не треба да се заборават корените, секогаш луѓето треба да се навраќаат на местата од каде што потекнуваат, да споделуваат спомени со фамилијата, другарите и пријателите и со гордост да кажуваат дека моите корени, моето потекло е од селото од каде што доаѓа нивниот родител, односно дедо прадедо. Моите се, јас секогаш со полна уста сум кажувал дека јас потекнувам од Бешиште и дека моите се од Бешиште. И ќе продолжам така. Тука е и твојот соселенец, првиот меѓу еднаквите во црковниот одбор. Денеска Бешиште беше полно жива. Секако и за тоа сме дојдени да се радуваме заедно со сите присутни што сме денот. Ајде да го одбележиме како што нашите пред години сум доаѓал почесто, се поминува и било и многу побројно, повеќе луѓе имало, меѓутоа сега. Дори едно би рекол, Македонската православна црква не е заборавена, пред се не е заборавена, што мислам дека е најбитно да се каже. Се додека во нашите храмови кај нас камбаната, можност и камбаната ќе чука и срцата наши додека чукаат, ќе бидеме присутни и ќе го настојуваме да се продолжува ова традиција доколку. Дори едно би додал, патувам низ Република Македонија 30 години. Денеска ми се исполни душата трите мали дечина тука кај чешмата, каде што дечината влегоа внатре, го фатија крстот и преполна ми ја душа. И ние и дечињата и среќа и на тоа што го фати и на тие што не го фатија да му посакаме и на сите присутни и неприсутни, без разлика каде се најдуваат, дали се во Бешиште, во Прилеп, Битола, Кавелерци, Скопје и така натаму, низ целиот свет. Да ги поздравиме сите наши и сите што се не наши, сите луѓе на целиот свет, без разлика кој на која црква припаѓа. И една покана, една порака од продукцијата Марио филм до народот во Уганда. Дојдете во Република Македонија. Затоа што македонскиот народ е гостопримлив, како што е и уганскиот народ. Да сте ми здрави живи. Ако нема кај тебе место, па кај... Stойте!
Почитувани мои, не ми се напушташе селото Бешиште, но морав да се заминам затоа што ме чека и другите села во Маријовскава регија и за нив да направам документарни записи. Се јаде и пие